28 бегалци од Винојуг викендот доброволно го напуштиле прифатниот центар и се превземени од грчките погранични власти. Луѓето се вратени во Грција, каде што ќе бидат сместени во солунските бегалски кампови, од каде подоцна ќе се вратат во нивните матични земји. Од одговорните од центарот Винојуг, кои што посредувале во примопредавањето на луѓето, велат дека од 36 бегалци во центарот останале уште 8. Поради драстично намалениот број на луѓе во Винојуг, полека се повлекуваат и волонтерите на граѓанските организации. Евиденциите на организациите велат дека од почетокот на бегалската криза, низ кампот Винојуг поминале над 1.200.000 бегалци и мигранти, но официјалните бројки се многу помали. Можам да кажам дека низ транзитниот центар Винојуг помина некаде околу 750-800.000 луѓе, кои што си го бараа својот пат некаде во западноевропските земји. Меѓутоа ние останувавме овде и се грижевме за она што е тука. Значи во моментов, како што може и сами да видите, условите се далеку подобри во однос на оној поглед како што беа во изминатиот период на почетокот на самата криза. Такви беа условите тогаш, сега ситуацијата е малку посмирена. Навистина бројот на мигрантите во овој момент кои што се затекнаа со затварањето на балканската рута значително и драстично се намали. Повеќе од 130 бегалци и мигранти беа заглавени речиси една година во прифатниот центар Винојуг во Гевгелија, откако се затвори балканската бегалска рута. Мал број бегалци побараа азил во државата, но дел од нив побегнаа од прифатниот центар во Избегово. Најголем е бројот на оние кои што избраа да се вратат во своите матични земји преку Грција, откако им беше оневозможено да продолжат кон некоја од западноевропските земји.